Почитувани присутни, добре дојдовте на денешната промоција на книгата Меѓународно правните основи и постапката за поништување на договорот меѓу Македонија и Грција од авторот професор доктор Јанко Бачев. Денешната промоција се совпаѓа со денот на подпишувањето на договорот со Грција. На денешен ден, на 17 јуни 2018 година, во село Нивици, во Егејскиот дел на Македонија, се подпиша договорот меѓу Македонија и Грција, попознат во јавноста како Преспански договор. Македонската јавност од денеска добива исклучителна прилика да се запознае и со другата страна на вистината во однос на така наречениот Преспански договор. Имено, во јавноста постојано слушаме од власта и одредени странски амбасадори во Скопје дека договорот е завршена работа, дека е конечен и непроменлив. Меѓутоа, професорот Бачев во книгата докажува дека договорот е ништовен според меѓународното право поради правни недостатоци кои постоеле во моментот на неговото склучување. Поточно, во своето истражување, професорот Бачев доаѓа до 3 меѓународно правно признати основи за поништување на договорот, кои се детално изложени во книгата, а исто така изложени се и правилата за постапка на поништување. Значи, постојат правни основи за поништување и постапка како да се стори тоа. Но се разбира, ова предпоставува една претходна состојба, некоја идна власт во Република Македонија да покаже храброст и намера за поведување постапка за поништување на договорот, кој е во спротивност со општото меѓународно право и правото за меѓународните договори. Книгата на професорот Бачев содржински е структурирана во 5 дела и се објавува тријазично, на македонски, руски и на англиски јазик, со што се отвора можноста вистината за ништовноста на договорот да допре и во средини надвор од Македонија. Денес на оваа промоција имаме компетентни промотори кои ќе зборуваат за книгата, што значи дека ќе слушнеме мислење од најкомпетентно место, бидејќи професорот Кекеновски, амбасадорот Никовски се одлични познавачи на материјата која се истражува и обработува во книгата. На денешната промоција, почитувани, требаше да присуствува и професорот Игор Јанев од Институтот за политички науки во Белград, кој воедно и напиша рецензија за овој труд. Но, за жал, поради проблеми на патот, некаде околу Ниш, нема да може да стаса на промоцијата. Го очекуваме до крај на денешниот ден, сепак да пристигне во Скопје и барем да ги слушне впечатоците од сите вас кои што сте денес тука на оваа промоција. Поништувањето на договорот има немерливо значење за Република Македонија, бидејќи со договорот не се менува само името на државата, туку се менува македонскиот национален, државен и институционален идентитет. Со договорот правно се укинува македонскиот народ, се брише идеалот на македонскиот народ да има своја држава. Со еден збор, се брише името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ преку повеќе прекршувања на меѓународното право. Но, добрата работа е што договорот е ништовен. Постојат правни основи и постапка како да се стори тоа. Или што би рекол нашиот народ, во секое зло добро. Го поканувам амбасадорот Ристо Никовски да се обрати и да земе збор. Повелете. Добар ден и од мене. Ме радува што се собравме вака во голем број за едно важно прашање за нашата држава. Пред да го прочитам делот мој околу сврзано со промоцијата на оваа книга, би сакал да подсетам на нешто што е клучно. Во овие мигови, во овие последни години, нашата држава и македонскиот народ поминува низ најтрагичен дел од својата или период од својата историја.
Мислам дека никогаш не сме биле доведени толку до работа од една голема провалија, од еден голем амбис, и од нас зависи дали, иако едната нога ние веќе в НАТО ќе пропаднеме или не. За да го разбереме од тоа, јас ќе подсетам дека нашите голготи не започнаа со распадот на Југославија, туку порано. Во моментите кога беше јасно дека таа федерација се распаѓа, странските тајни служби, аналитички служби и така натака, сватија дека се појавува независна македонска држава, која била секогаш неприфатлива. Чудо е што во 1944 година беше прифатен тој нов, да речам, ентитет национален, а тоа беше резултат на други околности кои сега нема да ги елаборирам. Во 1988 година во Грција беше извршена нова натрешна административна поделба на земјата, каде прв пат официјално почна да се користат термините и името Македонија. Тогаш беше создадена провинцијата, односно дистриктот Источна Македонија и Тракија, Централна Македонија и Западна Македонија. После тоа беше именуван аеродромот во Солун Македонија, беа така наречени универзитети, агенцијата информативна МИА, Македонска информативна агенција, која нели и ние МИА, ама нашата се веќе не е македонска, туку е медиумска. Така да тогаш почнуваат нашите голготи, кои доживуваат кулминација нели така овие денови, али ако гледате тој период, значи од некаде 88-та година од минатиот век до ден денеска, ништо ќе забележите дека ништо случајно не се случувало, туку напротив се е дел од едно сценарио. Затоа имавме непризнавање на името, негова нелегална суспензија во Обединетите нации во Советот за безбедност, имавме непризнавање на државата, имавме привремена спогодба која беше катастрофална за нашата држава, бидејќи ги девалвира сите наши позиции во врска со спорот околу и наметнатиот проблем со името. Следуваше после тоа војната во 2001 година, која беше агресија, класична агресија од Косово, во организација и координација и менеджмент на НАТО и Соединените американски држави. После тоа имавме, нели така, 2004 година, кога Америка формално го призна нашето име, уставно и историско име, али се во насока да не успе референдумот околу, нели така, новата административна поделба на Македонија, со која се албанизира кај непотребно нејзини делови. Не го спомнав, али сте го знаеме, Охридскиот рамковен договор, со кој почна де факто растурањето на нашата држава. После Охридскиот договор Македонија е целосно уставно рестартирана, ако сакате, уништена основата на нејзиниот македонски карактер и продолжува после тоа 2008 година, кога во НАТО не примија и сите мисля дека тоа било грчко вето, тоа нема никаква врска, него ние бевме спречени повторно од носителот на главната меѓународна сила, бидејќи ако беше грчко вето, тогаш Турција немаше да го дозволи, например, иако американскиот председател Џорџ Буш беше наклонет и јавно изјави дека ќе биде и Македонија примена во НАТО, меѓутоа тој беше на крајот на мандатот и тоа не дозволи да тоа се случи, бидејќи сите негови соработници веќе работеа на пост Бушевиот период, а знаеме, влезели Македонија во НАТО со референцата, прекрстување нема. Клучот е прекрстувањето, кое се случили така пред 4 години и со кое де факто се бриши македонскиот национален идентитет. И да одиме, да дојдеме до, имавме и пржину и така натака разни детали од нашата последна историја, кои сите се дел од тоа сценарио за затварање на македонското национално прашање, кои кулминира со државниот удар кој е извршен кога беше променета минатата власт и донесени се пиони, разбирате, вазали, кои ги реализираат странските интереси и на еден срамен, недостоен, злосторнички начин уништија све што е македонско и не доведоа во оваа ситуација да не знаеме што ќе се случи утре.
Затоа сите тие двата договора всушност, првиот со Бугарија, вториот со однивици, законот за албанскиот јазик се финалето, значи така наречена Тиранска платформа, се финалето на уништувањето на македонците, на затварањето на македонското прашање и бришење, грубо бришење на македонскиот народ. И мислам, клучно од ова е да разбереме дека да не беше Преспанскиот договор, не беше ова да се случува со Бугарија, бидејќи бугарите сватија дека во договорот со нив за непријателство, несоработка и недобрососедство, кој е исто така еден тежок злосторнички пораз на македонскиот народ, тие сватија дека не добија се. Тие видоа дека ова наша гарнитура на власт нема лимити, нема ограничување што све е спремна од македонството да продаде и тие сватија дека сега е моментот да се биде или не. И сите тие нивни интереси, историски синдроми сега да ги реализираат. И велам, значи, и ова последното што ни се случува околу црквата, ние гледаме дека една еуфорија владее во државата, али црквата, и тоа се случува во Истанбул, односно во Цариград, како што го нарекуваат сега, е Нивици 2, со кое дефинитивно се брише името на Македонската православна црква. Дефинитивно се брише името на нашата православна црква, разбирате, нема веќе Македонска национална црква, и тоа е еден сериозен исчекор во затварањето на македонското национално прашање. На нашата црква не и треба да сослужува со не знам која било црква, а за сметка на тоа да го даде своето име, зашто ако црквата не е македонска, јас не ја признавам за моја, и што е клучно во сето тоа, мислам дека огромен дел народ не го разбира, со решението на патриаршијата во Цариград се забранува, ни се одземаат епархиите на нашата црква во странство. Значи, прво, ние самите на еден надлудничав начин се откажавме од македонското малцинство во соседните земји, во Бугарија и Грција, и сега ни ја земат и диаспората. Ако нема малцинство во соседните земји, ако нема диаспора македонска, нема ни македонци овде. Тоа е таква логиката, меѓутоа кај нас мнозина не ја разбираат. Така да 4 епархии, двете во Австралија, едната европска и другата американско-канадска, веќе не се дел од Македонската православна црква. Ако нема таму македонци, не може да има ни овде. Мислам, тоа е тој контекст кој може да го разбереме, за да сватиме што ни се случува, а велам, во тие напори да излеземе од тој ќорсок, во тој тунел кој за сега нема излез од другата страна, мислам дека книгата на почитуваниот Јанко Бачев е сериозен исчекор во насока на бришење на тој срамен, капитулански и злосторнички договор за Македонија од Нивици, и мислам дека ќе представува една сериозна основа врз која сите, доколку дојде се разбере клучот, тоа што го напоменува и Бачев, дека клучот на решението, на излезот од овие наши голготи е откажување прво на договорот со Бугарија за непријателство и после тоа прво релативизирање и поништување на договорот со однивици. Велам, во таа насока сега ќе прочитам мојот дел посветен на промоцијата на оваа книга, се извинувам за малку подолг, така да велам, треба да бидеме среќни што постојат напори и луѓе кои сакаат да ја променат оваа наша ситуација, оваа трагика наша, трагедија наша, која македонскиот народ не ја заслужи. Насловот на мојот прилог за оваа промоција е договорот Нивици мора да се поништи. Веќе преку 30 години македонската држава поминува низ трагичен период, од кој што последните неколку по 2016 година се катастрофални за македонизмот. Не сум сигурен дека македонизмот има овој лектори, односно лингвисти кои велат дека македонството е поточен израз, јас се уште го потребувам македонизмот како и мнозина други, али велам кога пишувате на компјутер, кога напишете македонство, се појавува дека не е коректно, значи не е сообразено со македонскиот литературен јазик. Така да мислам дека двата термина треба да се употребуваат, иако македонизмот секако звучи повеќе македонски. Со договорите за непријателство со Бугарија и со тој од Нивици, заедно со законот за албанскиот јазик на државата и се зададени смртни удари. Сменето името на државата, што значи и националниот идентитет на народот, прифатено е дека историјата со Бугарија е заедничка, што може да значи само бугарска,
Се откажавме од македонското малцинство во соседните земји, што директно го негира и нашето постоење. Со изначувањето на албанскиот јазик со македонскиот, Македонија формално се претвори во албанско славо-македонска федерација. И не само тоа, крајот уште не се огледува. Очигледно е дека сме на пат да се откажеме од македонскиот јазик, кој што демек бил дијалект на бугарскиот и најстрашното дека до 1944 година сме биле бугари. Замислете дека нашите татковци и дедовци да ти биле бугари, а тоа го криеле од нас. Не лажеле дека сме македонци. Така безобразно тврди Софија, а ние молчиме. Ето до таму забега политичарите во Бугарија, а нашите стрпливо ги следат. И да бидеме прецизни, сите овие нивни будалштини се резултат на договорот од Нивици. Ако тогаш не капитулира македонските политички аматери со историски срамен договор, и овие бугарски небулози ќе беа незамисливи. Мора да им биде јасно дека апетитите на Софија порасна по Нивици. Тогаш им стана јасно дека тие, всушност, малку добија за договорот за непријателство. Тогаш сватија дека нашата некадарна и капитулантска власт е спремна на се за да го добие датумот за преговори со големи букви. Тоа е нивната психопатска обсесија која ги води во целосно уништување на македонизмот и на македонската држава. Впрочем, оваа власт и беше донесена со класичен државен удар, организиран од странство, за да го затвори вековното македонско прашање со дефинитивно раздемитување на македонците. Чинам дека не е доволно јасно зашто решението на договорот од Нивици, склучен меѓу Македонија и Грција, мора да им биде главна задача на сите добронаверници во оваа држава. Затоа, секој напор во таа насока е добродојден, вклучувајќи и книгата на Јанко Бачев, меѓународно правните основи и постапката за поништување договорот меѓу Македонија и Грција, која што денес се промовираме. Малубројни се обидите се бара излез од ќорсокакот во кој сме доведени по Нивици. Власта, заедно со нејзините трабанти, е упорна во промоцијата на нашиот катастрофален пораз, како наш успех, а опозицијата и масата интелектуалци како да не знаат што и како треба да преземат во одбрана на сопствената држава и народ. И површна анализа ќе покаже дека Македонија има само еден избор. Прво да го откаже договорот за непријателство со Бугарија, поради ситуацијата во која сме доведени, во напорите да станеме членка на ЕУ, и веднаш потоа да ги преземе сите потребни мерки за неутрализација на договорот од Нивици. Тоа очигледно ќе мора да води постепено, бидејќи постапката нема да биде лесна. Во првата фаза би требало се тргне со непочитување на договорот, за да се дојде до негово целосно откажување. Околу процедурата за тоа, зборот ќе му го дадеме на авторот на оваа книга, Јанко Бачев. Уште на почетокот на книгата Бачев сосема јасно оценува, сосема точно оценува дека во Нивици се избришени и името на државата, и идентитетот на македонскиот народ, неговата историја и традиција. Автор дава детален преглед на настаните кои што претходи на договорот, вклучувајќи го и нелегалниот и неуспешен референдум и срамното гласање во собранието. Читател добива целосна слика на сите процедури, процеси, настани, спроведени од власта, а кои што се неприфатливи за огромното мнозинство на народот, бидејќи флагрантно ги се игнорираат неговите универзални права на одредување на името на сопствената држава, изборот на национален идентитет, историја и слично. За да не останат никакви сомнежи, Бачев дава преглед на многу странски автори кои што го потврдуваат вековниот карактер на македонскиот народ. Иако такви потврди не недостасуваат, тие се секогаш добредојдени. Овој дел на книгата само потврдува дека игнорирањето на посебноста на македонскиот народ, што никогаш не било ретка појава, а што сега нагласено го прави Бугарија, е чиста безмислица, предизвикана од нивните историски синдроми. Автор дава своја ретроспектива на македонските голготи кои што следуваа по распадот на Југославија. Иако во наведените настани има елементи за подетална дискусија и понатамошно прецизирање, обидот е во секој случај добродојден, бидејќи нашата историографија нема никаде. Нашите историчари се уште не се осмелуваат да излезат со своји оценки за настаните кои се случувале и пред 30 години, што секако не им служи на чест. Тоа е доволно долг период историчарите да излезат барем со своите први заклучоци. Документи има доволно, ама очигледно нашите соодветни научни институции, вклучувајќи ги универзитетите, не ја сватиле својата основна задача. Сепак, поверојатно е дека не се осмелуваат да дадат суд, например, за агресијата од Косово 2001 и улогата на НАТО во истата, вклучувајќи го и Охридскиот рамковен договор, со која започна забрзаното растурање на македонската држава. Оправдување за ваквото однесување нема.
Во овој контекст, на пример, внимание да служи во начинот на кој Македонија би се обидела да си го врати своето историско и уставно име и кој што е тема на оваа книга. Почетокот на таква борба во никој случај не би водел во ова. Ниту преку Советот за безбедност на Обединетите нации, ниту преку Секретаријатот на Светската организација, Генералното собрание или Меѓународниот суд за правдата во Хаг. Тој долг пат започнува со анулирање на договорот од Нивици. Бачев е сосема во право кога тоа го потврдува. Клучна е и неговата забелешка дека за такво нешто е потребна пред се политичка волја во земјата, која што сега целосно недостасува. Без неа се друго е релевантно. Кога се креира потребната подготвеност на политичките фактори во земјата за враќање изгубеното име, се друго е чиста техника. Бачев прави широка анализа на Виенската конвенција за договорно право. Подлабочено е согледува нејзината структура како вовед во објаснувањето што се треба да преземе за да го откажеме Нивици. Тој го споменува историјатот на донесување на конвенцијата, во чија подготовка учествувале врвни светски правници, меѓу кои и Југословенот Милан Бартош. Од работата во Сојузниот секретаријат за надворешни работи во Белград се сеќавам дека Бартош беше тежок шекераш и затоа со голема тежина, беше огромен. Се раскажуваше дека на врвните стручни расправи во ООН тој секогаш мижел и сите мислеле дека заради болеста спие. И кога другите мислеле дека ја завршиле работата, тој ќе се јавел, цитирал кој што рекол и давал заклучок различен од тој што другите го договориле. Неговото секогаш било вистинското. Бачев добро ја забележа и разликата меѓу резолуциите на ООН за Македонија и договорот од Нивици. Додека во Њујорк се зборуваше за разлика околу нашето име, во договорот од Нивици се зборува за разлики во множина. Едината значи дека само името е проблем, додека множината множината значи дека тука се вклучени идентитетот на народот, јазикот, историјата, поточно се што е македонско. Тоа потврдува дека нашите преговарачи за договорот биле чисти аматери, бидејќи користените термини во дипломатијата се клучни за успех или неуспех. Авторот коректно констатира дека освен главните клаузули кои се однесуваат на бришењето на македонскиот национален идентитет, сите други во договорот од Нивици се само параван кој треба да скрие суштината. Бачев тргнува во права насока кога вели дека договорот е штетен и капитулантски за Македонија и истиот е целосно делегиран од страна на Грција. Сепак, тој станува кус во заклучокот дека Грција не е сама, дека текстот на договорот не е составен во Атина, туку во Вашингтон. Доколку беа опрашање само интересите на Грција, кои што не се спорни, до Нивици, барем вакви какви што се, никош немаше да се дојде. Мора секако да се нагласува, мора секаде да се нагласува дека корените на сите наши голготи, со кои сме соочени по распадот на Југославија, не се ниту во Атина, ниту во Софија, ниту во Тирана. Сите тие профитираат од нашите маки, политички предавства и злосторства, ама сценаријата е направена преку океанот. Своја улога секако има и Брисел, ама таа е минорна, бидејќи Вашингтон е силен фактор и во Унијата, барем кога се опрашајни нејзините односи со Балканот. Мора се забележи дека авторот не е во право кога смета дека и председателот Ѓорги Иванов е предавник на исто рамниште со манадетскиот премиер Зоран Заев. Ова е цитат последното. Тој точно пренесува дека Иванов не го потпиша указот за прогласување на законот за ратификација на договорот, пошто следеше нелегално негово објавување во службен весник, што Иванов не можеше да го спречи. Сите други мерки можеше да ги преземе Уставниот суд, кој што премолчи од чисто политички причини. Иванов немаше никаква можност, а уште помалку обврска да пишува во ООН за да го оспори договорот. Според дипломатските правила, тој можеше евентуално да му напише писмо на генералниот секретар на ООН, на Обединетите нации, така, и да го извести што точно се случуваше сврзано со овој договор и ништо повеќе. Тој чин пак беше само ново меѓународно резилење на нашата земја, бидејќи генералниот секретар ќе му одговореше дека тоа се прашања од суверена надлежност на Македонија и треба дома да ги решава. Одамна, Дегол оценил дека меѓународните договори се како розите и младите моми кои траат додека траат. Тоа секако важи за договорот од Нивици.
Авторот детално разработува чекори кои треба да се преземат за поништување на овој уништувачки договор за македонскиот народ. Нема сомнеж дека тие се користни како почетна основа и дека ќе бидат употребени еден ден кога ќе започне да се гради стратегија за поништување на договорот. Основата секако дека ќе се бара во Виенската конвенција за договорно право, која што во книгата широко анализирана и разработена. Бачев добро посочува причини и факти кои се одлична основа за поништување на договорот, ама три точки. Како што веќе спомнавме, клучна е нашата спремност да тргнеме во таков поход. За сега, никој во државата не покажува такви намери. Сите се плашат. Јасно е дека САД и ЕУ ќе бидат и Европската Унија ќе бидат жестоко против било какви промени на сегашната состојба. Поништувањето на договорот би значило сериозен пораст на главните меѓународни фактори, а во случајов тоа се секако САД и ЕУ плюс Франција, Германија, три точки. Тие не се навикнати на порази, а немаат милост во злоупотребите на својата моќ. Повелбата на ООН, на Обединетите нации, е секако врвен документ за демократските принципи, ама тие важат само за малите и сиромашните, не за богатите и мокните. Сите цитати од повелбата кои ги дава Бачев се неспорни, ама тие не важат за сите. Македонија е класичен пример и потврда за грубо игнорирање на повелбата. Во светот влада е силата и така ќе биде барем следните 50 години. Бачев убаво констатира дека договорот од Нивици представува грубо мешање во нашите внатрешни работи. Со него се профилира дори уставот на државата, нејзиното име, историја, три точки. Што е веројатно единствен случај во историјата на човештвото. Слично нешто може да се случи само со земји поразени во војна, кога други им ја кројат судбината. Нашиот проблем е што сето тоа е направено со наша согласност. Тоа му дава посебна слика на целиот галиматијас низ кој врвиме. Никој не можеше да не прекрсти од народи без наша согласност. А ние понизно ја дадовме. Тоа го комплицира и целиот процес на откажување на договорот. Тоа ни предстои како задача, само прашање кога и како. На авторот посакувам уште многу книги, а на присутните им препорачувам да ја прочитаат книгата. Благодарам за вниманието. Книгата на професорот Бачев е прва книга и водич за сеупфатен, аналитички и научно издржен пристап за меѓународно правните основи и постапката за поништување на договорот. Таа покажува дека договорот е ништовен и може да биде од краток рок, доколку која било власт во Република Македонија во иднина поведе постапка за поништување на договорот. Се разбира, тој и рецензент исто така на книгата на Бачев. Повеќе. Благодарам. Почитувани дами и господа, почитувани роднини, пријатели, соборци, другари на авторот Јанко Бачев, добар ден и од мене. И еве, навистина би сакал да изразам своето задоволство, меѓутоа и чест, што денеска се наоѓаме во двојна улога, не само како еден од рецензентите, туку и како еден од промоторите на ова капитално дело во македонската научна, па и поширока литература. Секој оној кој што гледам дека многумина држите веќе во рака книгата, и оние што допрва ќе ја прочитат, ќе видат дека својата рецензија јас ја започнувам со една сентенца од беседата, би рекол Ломон, од драмата Децата на сонцето од познатиот македонски актер Петре Темелковски, која што мислам дека на сите ни е позната. Јас ќе цитирам само еден дел: да се биде македонец најпрви не света работа и дури потоа проклетство и небе. Ние не сме македонци само затоа што зборуваме и пишуваме и пееме на македонски јазик. Ние не сме македонци само затоа што сме распарчени на македонски. И следува понатаму, меѓутоа јас во контекст на оваа сентенца сакам да додадам и нешто свое. Да се биде македонец значи да научиш да проживееш, а при тоа да преживуваш, а при тоа постојано да се бориш во свет каде што големите ти диктираат како да се нарекуваш, како да се однесуваш, па дури и како и да молчиш кога те омаловажуваат. Но за да се биде македонец потребно е секој од нас на сопствени плеќи да го изнеси бремето на една историја, на една цивилизација, на една древна култура, која од самото свое постоење е достојна за почит,
меѓутоа од друга страна не би рекол осудена, не би рекол еве да најдам посоодветен збор, може би е погроб ако речем проклетие некое, да постојано се бори за своето, постојано да се бори за она што природно и припаѓа. Еден од таквите ретки македонци, како што го пишувам во моите зборови, е токму професорот Јанко Бачев, политичар, родолюб, неуморен борец за Македонија и за македонштината. Честа која што ми припадна да бидам промотор и рецензент на книгата Меѓународните правни односи и постапката за поништување на договорот меѓу Македонија и Грција од мојот колега и пријател Јанко Бачев е навистина достојна за почит. Се работи за прва научна, па би рекол и поучна книга во македонската научна, па и поширока литература. Истовремено, значи, се работи за дело на еден професор по меѓународно право, кој што се обидува на целокупната јавност, пред се на македонската, а понатаму и на пошироката светска јавност, да и едноставно да им представи како меѓународните правни односи, како и постапката за поништување на договорот од Преспа, бидејќи со него се деградираат веќе стекнатите права, се погазува заветот на нашите предци, на оние кои што со чисто срце, кои што го создавале со вековниот идеал и стремеж на нашата една и единствена Македонија. Се покажува дека 77 годишното право на самоопределување и државност на македонскиот народ истовремено се брише и 31 годишната историја од независноста на македонската држава со подпишувањето на овој договор. Како што спомнаа и претходните промотори, самата книга е содржана во 5 дела, односно во 5 глави, од која што првата го носи името хронологија на проблемот со името помеѓу Република Македонија и Република Грција. И тука навистина на еден хронолошки начин авторот професор Јанко Бачев ги искажува во неколку сегменти, поточно во 4 подзаглави или 4 точки, на мощне, прецизен, на мощне, детален начин ги објаснува историскиот контекст на самиот поим Македонија, јас би рекол името Македонија, со распаѓањето на поранешната наша заедничка држава СФРЈ и самото проблематизирање на името Македонија. Во оваа глава тој дава осврт на ставот на Европската Унија, поточно тогашната Европска заедница, која што во далечната 1991 година, поточно на 16 декември, ја донесува таа декларација за прифаќање на условите за прогласување на независност, која што на некој начин преку ноќ навистина за жал стана главен проблем. Поточно, оној став од декларацијата стана основа македонското меѓународно признавање да се претвори во војна за името и знамето на Република Македонија. Во четвртата подточка, токму од овој прв дел, која се однесува на префрлување на решавањето на проблемот со името во Обединетите нации, самиот автор констатира дека процесот на враќање на уставното име во Обединетите нации представува една претходна постапка на темелно проучување на правните механизми со вклученост на поширок стручен, меѓутоа и научен потенцијал и обезбедување на консензуална подршка од позицијските и опозицијските политички субјекти во Република Македонија. Поради фактот што во изминативе 30 и нешто години нашата држава не направи, односно не разви доволен капацитет за да изгради подобра позиција за овој спор и заради, за жал, абсурдната поделеност помеѓу политичките субјекти кои го злоупотребува овој проблем пред се за лични, понатаму за партиски, па и за други лукративни интереси. Значи, се работи за потполна злоупотреба на највиталниот интерес и на највиталното прашање на македонците и македонските граѓани. Во контекст на правниот пристап на проблемот, професорот Бачев јасно тргнува од неколку своји предпоставки, кои ги земат прво како неспорни, понатаму како утврдени и како дефинитивни факти. Тоа се постоење на политичка волја, која што за жал ја немаме и
жалам што нема да имаме во блиска иднина. Второ, од изработката на добра правна стратегија и трето, се зависи од жестокото лобирање во државите кои што не признаа под нашето уставно име, меѓутоа која што жестоко засега се уште не ја гледаме. Кај оваа трета предпоставка тој е моќно реален и јасно објаснува дека неговото залагање за правниот пристап не значи дека не ја прифаќа реалноста на моќта на големите сили на меѓународната сцена, меѓутоа во секој случај нема откажување, без разлика на нивната големина, на нивната економска силина. Во однос на вториот и на третиот дел или втората и третата глава од книгата, кажа и претходните дискутанти, се посветили на меѓународното право и на Виенската конвенција за договорно право, и ова е едно убаво навистина четиво за сите студенти, не само на оние кои што им предава професорот Бачев, туку и на сите оние кои што студираат на правните, на политичките науки, на дипломатија, едноставно да го проучат и да ја осознаат содржината, суштината на меѓународното јавно право, меѓутоа да запознаат и структурата на Виенската конвенција, која што е основана, од која што треба понатаму да се појде при решавањето на овој голем спор. Во четвртата и илузорен, би рекол, спор. Во четвртата глава авторот Бачев се осврнува конкретно на договорот помеѓу Македонија и Грција, подпишан на 17 јуни 2018 година во познатото село Нивици кај Преспанско езеро, кој што кај народот е познат како Преспански договор, иако малкумина знаеме дека неговиот целосен, неговиот оригинален назив е следниот: Конечен договор за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 од 1993 година, резолуцијата 845 од истата година на Советот за безбедност на Обединетите нации за престанок на важноста на привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување стратешко партнерство помеѓу страните. Зошто посебно го потенцирам говорот, ќе кажам неколку минути подоцна, заради тоа што при превземање на иницијатива за поништување на договорот ќе треба да се осврнеме токму на називот и на содржината на самиот договор кој што произлегува од назив. Во првиот сегмент од овој дел, од оваа четврта глава, авторот детално ги елаборира неговите основни карактеристики и констатира дека се работи за една комплексна спогодба за уредување на прашање во врска со промената на името, меѓутоа не е само промената на името, туку целосниот идентитет на македонскиот народ, политичката, економската, општествената соработка, образованието, науката, културата, истражувањето, технологиите, соработката во делот на полициите, одбранбената политика, дипломатската соработка и така натаму и така натаму. Што значи дека договорот на прв поглед кога ќе го читате изгледа како спогодба за стратешко партнерство. И тука е големата замка која што е направена. Договор за стратешко партнерство помеѓу две држави кои што градат сојузнички односи како највисок степен на блискост. Меѓутоа во суштина се работи за еден неправеден, за еден асиметричен договор на штета на наш македонците и на Република Македонија. Се работи за асиметричен договор бидејќи Република Грција тука има полн меѓународен субјективитет, а додека нашата држава Република Македонија де факто наликува на држава која што е ставена под старателство на некоја друга држава или на некоја друга меѓународна организација. Според професорот Бачев, договорот е штетен и капитулантски, и потполно тука се согласувам со него, затоа говорат бројните мои стручни и научни анализи и говорења во јавноста во тој сегмент, и дека истиот представува илустрација на едно тешко предавство, јас би рекол, и повреда на меѓународното право, на основните начела и норми на меѓународното право, и која било македонска власт во иднина може слободно да поведе постапка за негово поништување, бидејќи е ништовен според Виенската конвенција за договорното право. Во овој четврти дел јас би сакал уште малку да се осврнам. Професорот Бачев се осврнува и на улогата на поранешниот председател Ѓорѓи Иванов. За разлика од мојот претходен соговорник, јас во потполно се поддржувам неговата констатација. Сметам дека она што е искажено, она што тој го констатира, дека поранешниот председател на почетокот стоел на браникот на одбрана на македонските национални и државни интереси, додека подоцна навистина направил еден лупинг, еден неочекуван пресврт во однесувањето со неговото премолчување
односно со прифаќање на антимакедонското поведение на марионетската влада, како и со одбивањето да испрати писмо до Обединетите нации и да укаже дека договорот е ништовен според меѓународното право, со оспорување на неговата регистрација во Обединетите нации. Исто така во овој дел професорот Бачев на Иванов му забележува дека свесно ја пропушил можноста со писмото да ги запознае Обединетите нации со правните и со политичките контраверзи кои го следат самиот договор. Само да се подсетиме начинот на кој што беше потпишан, начинот на кој што беше обезбедено така наречено двотретинско мнозинство со сила, со уцени, со закани врз дел од пратениците, меѓутоа и со самиот начин на промулгација на законот за ратификација на самиот договор, што значи апсолутно тука имаме сериозни повреди на кои што мораше и требаше да биде укажано. И во тој контекст апсолутно го поддржувам. Пред крајот би кажал дека петиот дел од ова ремек дело се однесува пред се на правните основи и постапката за поништување на договорот помеѓу Македонија и Грција. И во суштина оваа глава е главната, содржинската е суштината на самата книга. Во неа авторот може децидно и тоа научно го докажува дека договорот може да се оспори само врз основа на членот 42 од Конвенцијата за договорно право, преку неколку правни основи предвидени во петиот дел од Конвенцијата. И при тоа сите тие тој децидно ги наведува и ги елаборира, како прво дека договорот е ништовен по основ на судирот на императивната норма на општото меѓународно право или ius cogens според членот 53. Второ, дека ништовноста на договорот е по основ на принуда, недозволива според членот 52. И трето, ништовноста на договорот по основ на повреда на внатрешното право околу надлежноста на склучувањето на договорот. Знаеме кој го склучи, а кој го склучува согласно домашното право. Според мое длабоко убедување, кога ќе се подготвува иницијативата, се препорачувам на тие кои што ќе ја подготвуват, доколку бидам жив се разбира, меѓутоа и ми препорачувам на авторот Бачев во следното евентуално дополнително издание, второ издание на оваа книга, да го има во предвид и следното. Треба да се напомене дека и да се наведе дека договорот од Преспа излегува од рамката на посочените резолуции 845 и 817, бидејќи ги охрабрува Грција и бившата Република Македонија, како што беше наречено во тие резолуции, на соработка со копредседавачите на надзорниот комитет на Меѓународната конференција за поранешна Југославија со цел да дојдат до брзо решение за разликите во името. И што ни се случува? Жално е што овој договор е би требало да биде договор за решавање на разликите, каде разликите и преговорите за името се трансформирале во разлики и преговори за историјата, македонскиот идентитет, македонскиот јазик, македонската култура, образование, политичкиот и да не наредам сите други области кои што се наведени. Да се разбереме, името на една држава е име што извире и го создава народот што ја создал и живее во таа држава. Државата што ја создал македонскиот народ е Република Македонија и не може другочие никако да биде. Никогаш македонскиот народ не може да нарекува својата држава поинаку од Република Македонија. Тој никогаш не може да се согласи со промената на нешто што го носиме со векови, а неговата држава го носи со години наназад, што не е случај со грчката северна провинција. Посебно е индикативно што иако насловот на договорот нотира престанок на важноста на привремената спогодба од 1995 година, во ниту еден член не е спомената пресудата на Меѓународниот суд на правдата од Хаг во 2011 година за прекршување на членот 11 од страна на Република Грција со блокирањето за добивање покана за членство во НАТО на самитот во Букуреш во 2008 година. Преспанскиот договор исто така не води сметка за членот 1 од привремената спогодба од 1995 година, во која првата страна ја признава втората страна како независна и суверена држава, како и членот 3 со кој секоја страна се обврзува да ги почитува суверенитет, територијалниот интегритет и политичката независност на другата држава.
Поради тоа е спротивна на начелото на еднаквост на страните согласно член 2 став 1 на повелбата и го дерогира правниот субјективитет на нашата држава Република Македонија, односно се крши принципот на правна еднаквост на државите и принципот на недискриминација во представувањето и членувањето и членството. На крајот би сакал да кажам дека основниот квалитет на овој ракопис е тоа што делото е напишано на едноставен јазик, според читателските способности, дури и на просечниот читател. Но исто така тоа представува сериозна литература, потребна за сите оние кои се занимаваат со правото, со политиката, дипломатијата, а посебно со меѓународното право. Јазикот употребен во книгата не е оптоварен со терминолошки акробации, бидејќи авторот настојува да го пренесе своето стручно и професионално знаење на предметната проблематика во една права линија, со една здрава логика, директно, без двоумење, на едноставен и на, би рекол, прифатлив и лесен начин. Содржината на книгата е така структурирана да секој кој што сака малку подлабоко да се запознае со проблемот, едноставно може да добие сериозни и продлабочени знаење не само за меѓународното право, не само за Виенската конвенција, туку и за она што е суштината како да се поништи самиот договор. Целта на книгата не е само авторот да го покаже своето познавање на предметната проблематика, туку пред се таа да биде корисна литература, би рекол четиво, па дури водич, ако сакате, па и прирачник, можам слободно да кажам, на сите оние кои што сака да знаат простата вистина дека договорот е ништовен и мора да се поништи и дека постојат правни основа и постапка како да се стори сето тоа. Во ова свое дело посебна вредност на книгата му додава и додатокот во кој што професорот Јанко Бачев сака на еден алтруистички начин, каде што сака да покаже својата ширина, својата димензија, во кој што додаток се заблагодарува на сите негови соборци, соработници, кои што 7 месеци се бореа по улиците на нашата држава, едноставно се спротивставува нарушењето на Македонија и на македонците. И тука тоа покажува својата ширина и својата доблест. На крајот уште еднаш сакам во моје лично име и во име на моето семејство да му упатам искрени честитки на авторот за вложениот напор Република Македонија да биде збогатена со еден ваков сериозен, научен и стручен труд. Сметам исто дека на овој начин и покажуваме не само на научната, туку и на стручната јавност, па и пошироко на целокупната јавност, дека со овој договор е нанесена голема неправда, направено е големо зло на Македонија и на македонците, дека свесно е прекршено меѓународното право, меѓутоа дека треба да се издадат сили согласно тоа меѓународно право истиот да биде поништен. Ви благодарам на вашето внимание, се надевам дека книгата ќе доживее успех и ќе ја чуваме како зеница во очите. Благодарам. Ви благодариме, професоре, за обраќањето. Договорот меѓу Македонија и Грција е илустрација на едно тешко предавство на основните начела на општото меѓународно право и правото на меѓународните договори. И оттаму е ништовен. Книгата ја покажува ориентацијата по која треба да се движи некоја идна власт во Републикава. Затоа, не случајно, истражувањето на професорот Бачев е повеќе од нивото на една теоретска расправа, односно, се истражува избраниот проблем со тежиште врз неговата практична страна. Притоа, инволвираните од власта во капитуланскиот договор не треба непријатно да ја доживуваат критичката обсервација во книгата на нивниот погрешен приод кон македонскиот народ и македонската држава. Туку напротив, како реално постоење во македонската политика и ризикот што таа го носи со нејзиното практикување. Република Македонија има меѓународно правно признато право на име по сопствен избор. Затоа, потребно е од страна на Република Македонија поведување на постапка за поништување на договорот, пошто би следало и поведување на постапка во Обединетите нации, каде на Македонија истојат на располагање 4 меѓународно правни механизми за остварување на своето неоттугиво и со ништо неограничено меѓународно правно признато право да се нарекува со името Република Македонија во Обединетите нации.
Овие 4 правни механизми се обработени во претходната книга на професорот Бачев со наслов Македонија и Грција битка за името. Правните механизми во Обединетите нации за враќање, односно употреба на името Република Македонија. Како и да е, она што е најважно е дека денеска добиваме книга во која е дефинирана правната рамка за поништување на договорот со Грција. Останува да се надеваме дека некоја идна власт во Република Македонија ќе поведе постапка за поништување на договорот. Почитувани присутни, сега го поканувам авторот на книгата, професорот Бачев, да се обрати, а воедно и му честитаме за овој извонреден договор. Почитувани присутни, најнапред да се заблагодарам на вашето денешно присуство, да се заблагодарам на промоторите на книгата за убаво искажаните зборови, за подетално објаснување на прашањето што се обработува во книгата. Инаку, знаете, слушнавте централно прашање во книгата се правните основи и постапката за поништување на договорот помеѓу Македонија и Грција, или попознат во јавноста како Преспанскиот договор. Едно контроверзно прашање до ден денеска и после 4 години од склучувањето на договорот, бидејќи гледате, слушате сите, на една страна власта и нејзините, така да ги кажам, странски ментори, одредени странски амбасади, се на мислењето дека договорот е одлична работа за Македонија, дека ги отвара европски перспективи на Македонија, значи со еден збор, со пофални зборови за договорот. Од друга страна, поголем дел од македонскиот народ и државјаните во Република Македонија се на спротивно мислење и сметаат дека со договорот е извршено едно од, можеби, најтешките предавства во поновата македонска историја, бидејќи не е претерано да се каже дека со договорот се бриши не само името, туку и идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Впрочем, дека е така, ова што го кажав, значи таа поларизираност во македонското општество, денеска во исто време во Охрид, значи знаете, се одржува пресва форум кај што се собрани поранешни премиери, председатели и луѓе кои што учествуваа во потпишувањето на Преспанскиот договор, се собрани денеска во Охрид, дебатираат исто на оваа тема, насловен тој форум како Преспа форум. Од друга страна, како што значи во исто време ние пак сме тука собрани, промовираме книга во која што го тврдам спротивното, бидејќи, како што знаете, власта 4 години веќе со фалби за договорот дека е конечен, дека е непроменлив, дека има практично вечен карактер и дека не може, и дека е завршена работа. Меѓутоа, од другата страна, јас со оваа книга, така да кажем условно, ја побивам таа лага на власта, бидејќи тврдам дека договорот е ништовен и може да се поништи и постојат правни основи и постапка како да се направи тоа поништување на договорот. Впрочем, тоа што го тврди власта, давајќи му на договорот карактер на вечност, во меѓународното право не може тоа да се прифати, не може ниту еден, не само овој договор, него ниту еден меѓународен договор не може да претендира на вечност, на вечен карактер. Од тука, значи, овој договор, како што спомнав, е ништовен и постои постапка како тоа да се направи. Основата за поништување треба да се бара во Виенската конвенција за договорно право, таму се предвидени 6 основи за поништување на договорот. Првата основа е договорот може да се поништи доколку е во спротивност со императивна норма на апсолутното задолжително право, или популарно во јавноста слушате тие ius cogens норми што ги нарекуваат, тоа се значи императивни норми задолжителни за целата меѓународна заедница и тие норми не може никој да ги прекршува со билатерални аранжмани како што го направија Македонија и Грција, дотолку повеќе што и Македонија и Грција се потписници на Виенската конвенција за договорно право и се обврска да ја почитуваат. Втората основа по која што може да се поништи договорот според конвенцијата е доколку договорот е склучен под принуда. Третата основа доколку се повредени правилата околу надлежноста за склучување на договорот и повреда на правилата на лицата овластени да го потпишат договорот. Четвртата основа е доколку договорот е склучен под корупција на потписникот на договорот. Петтата е доколку е склучен под заблуда. И шестата основа доколку е склучен под измама. Јас во мојот труд обработувам 3 правни основи кои што се релевантни, бидејќи корупцијата, измамата и заблудата
сметам дека не се во контекст на договорот, значи во договорот ги обработувам трите основи спротивност на договорот според императивна норма на меѓународното право, по 2 договорот е склучен по принуда и 3 повредени се правилата на домашното право во однос на надлежноста за склучување на договорот, бидејќи знаете во тоа време министерот за надворешни работи во име на владата го подпиша договорот, меѓутоа според домашното право тој нема такво овластување да ја обврзе Република Македонија со договорот. Овие 3 основи се детално образложени во книгата, значи дадена е доволна аргументација во книгата, а исто така во еден дел детално е образложена и постапката, правилата на постапката како тој договор да се поништи. Се разбира, тука веќе беше спомнато, сето тоа претпоставува една претходна ситуација, само доколку во иднина дојде власт која што ќе има намера и храброст да поведе постапка за поништување на договорот во соодветна процедура како што е опишена во книгата. Значи останува сега да се надеваме, бидејќи книгата представува една правна рамка како да се дојде до поништување на тој договор, бидејќи со тој договор, тука веќе не беше спомнато, комплетно се брише практично се што е македонско. Значи книгата, можам да кажем, представува една корисна ориентација во која би требало да се движи некоја идна македонска власт во Република Македонија со цел да го анулира тоа антимакедонско поведение кое што го имавме за време на склучување на договорот. Додолку повеќе што видовте сега, гледаме дека главната цел на овој договор беше дека ќе ни се отворат тие европски перспективи, меѓутоа гледате сега дека наместо европска перспектива се отвора некоја асоцијација на Отворен Балкан, а во тој Отворен Балкан тие 4 држави таму што се Србија, Албанија, Босна, воопшто не го оспоруваат нашето уставно име, значи сега значи немало ниту потреба, ако било Македонија целта да се приклучува на Отворен Балкан, немало потреба воопшто да се склучува договор, да се менува името. Значи ние сменивме име, идентитет, историја, традиција на македонскиот народ за тие како што не убедува европски перспективи, за да сега ни понудат некои варијанти од типот на Отворен Балкан. И од тука, значи, време е веќе во Македонија да се види таа вистина дека светот не завршува до Брисел и до Вашингтон, тука е многу поширок и треба да се размислува, значи, за соработка, за сојузи со држави, за сојузи кои што воопшто не го доведуваат во прашање името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Ние практично, гледате, за некое идно ветување, датум за членство, за преговори, кои што прашање во некоја блиска иднина и дали ќе се оствари, бидејќи сите прогнози кажуваат дури да се даде тој датум за преговори, ќе треба таму 20-30 години да се водат после тие преговори до конечно членство, прашање после 30 години дали ќе постои таа Европска унија. Меѓутоа што е најстрашно, таа косогледост на таа наша дипломатија, значи за еден неизвестен факт, за некоја идна околност дека ќе добиеме некој датум за преговори, однапред сменивме се, а практично сега гледаме дека за возврат не добиваме ништо. Од тука, значи, да се вратам на денешниот повод, значи, за книгата. Дадени се тие меѓународно правни основи, кои што треба да се имаат во предвид доколку, како што кажав, некоја идна власт се осмели и се охрабри да ја поведе постапката. Јас како автор ќе бидам задоволен доколку секој што ќе ја види книгата се дознае простата вистина дека ние едноставно бараме само да бидеме македонци и ништо повеќе, да ја сознаеме простата вистина дека сакаме да бидеме своји на своето и толку. Инаку тука во книгата, како што ги видите, покрај тој стручно, така да кажам, научен дел во кој што ги изложувам правните основи и постапката за поништување на договорот, во посебен додаток изразувам една посебна благодарност за сите мои, така да ги кажам, соборци со кои што водевме битка против договорот. Се сеќавате од јуни месец 2018 година до јануари месец 2019 година, некаде 7 месеци, улиците беа нашиот дом, водевме протести, блокади во Скопје, булевари, во внатрешноста на државата, блокиравме гранични премини, протестиравме пред домовите на 8 одметнати и уценети пратеници и тогаш од тоа финале, значи, можам да кажам дека во битката за референдумот успеавме, меѓутоа, за жал, во битката за да спречиме промена на уставот и уставното име не успеавме. И затоа јас тогаш на тие мои бројни настапи
на тие собери, протести, имав некаде 100 говори пред собранието, се заветив пред македонскиот народ дека без разлика што тие одредби од договорот се вградија во македонскиот устав, дека нема да застанеме, дека битката ќе продолжи, бидејќи ние како македонци веќе немаме што да изгубиме. И оваа книга е фактички продолжување на битката со други средства, на друг начин, преку научно-истражувачка работа која тргна од одреден проблем, меѓународно-правните основи и постапката за поништување на договорот. Значи, тогаш во тие говори кажавме дека битката ќе продолжиме како македонци и затоа јас се надевам дека во блиска иднина ќе дојде некоја народна власт која што ќе се осмели и дека овој договор ќе биде од краток рок, дека ќе биде поништен и дека во таа некоја блиска иднина, значи, ќе се поведе таа постапка и ќе дојде таа корисна, да ја кажам, радосна вест за сите кај нас како македонци да го поништиме тој договор. Ви благодарам уште еднаш на денешното присуство и да се видиме во следната прилика. Честитки уште еднаш до професор доктор Јанко Бачев за овој извореден труд, ова значајно и капитално дело кое професорот Кекеновски го нарече и ремек дело, а сигурна сум дека сите вие што ќе ја прочитате книгата ќе се служите со констатацијата на професорот и секако должна благодарност од сите нас кои што сме македонци, што професорот се зафати со еден ваков предизвик да создаде еден ваков труд кој што во иднина може да отвори нови перспективи за македонскиот народ, се разбира, за некоја следна власт која што ќе почне да чекори во насока која што ја покажува токму оваа книга на Бачев да се поништи договорот подпишан на денешен ден 2018 година.